Код се гледа и во затворите. Имаме чесен пристап, како што реков, отворено им кажуваме дека сакаме да ги снимиме. Че ова се фанови. Фанови, еден дел од нив се. Факт е дека дел од нив сакаат да бидат инфлуенсери или се инфлуенсери на свој начин, се снимаат во затвор, се снимаат на забави, сакаат да ги има на TikTok, сакаат да ги има на Instagram, се надпреваруваат меѓу себе и таму кој е појак. Значи со било кој од нив ако треба да се направи интервју, знаат точно зашто е интервјуто, сигурно нема за научна дејност да го правиме интервјуто. Темите ги знаат, некои од нив сакаат да излезат пред камерата, некои не сакаат. Повторно ќе речам, битна е довербата и искуството затоа што тие знаат што да очекуваат, дека јас ќе кажам што правеле, како правеле, тие ќе си ја кажат својата приказна, меѓутоа знаете како е, криминалните структури во оваа држава не настанале само зашто некој сакал да биде криминалец, туку некој му дозволил да биде криминалец. Работеле со полиција, работеле со институции, односно со политичари и слично. Тој систем бил поврзан и заради таквото поврзување не можам да ги обвинам само нив, туку некој не сакал нешто да спречи или соработувал со нив. Така што јас имам таков пристап, мултидисциплинарен може да се нарече, дека не е само еден човек потребен за да настане особено организиран криминал, се знае дека се потребни повеќе луѓе.